Po 6.000 denari za hektar ili po 2 denara za kilogram doполнителна subvencija ke dobije sekoj zemjodelec što go prijavil proizvodstvo na pšenica. Ova je reakcija na država otkako melničarite pred 2 dena izlegao so stav deka za kilogram pšenica ne davaat poveke od 8 denari, što je očekuvana reakcija i majki predvid deka godinava se očekuva golema ponudana pšenica. Имајќи во предвид дека очекуваме големиот прилив на пшеница на пазарот во Република Македонија, пред се од домашно и од увоз од Србија, бидејќи годината беше многу плодна, се очекува секаде цената на пшеницата да биде многу ниска. Освен ова, министерството ќе интервенира и со помош за складирање на пшеницата. Ние како министерство ќе субвенционираме во цената на складиштење со 80%. Значи, не некаде, него цената на устадиштување 60 денари по тон за месец, при што ние ќе платиме 80%, тоа е 48 денари, додека земјоделецот ќе плати само 12 денари, со што повлекување на пшеницата во силосите, автоматски на пазарот ќе има помалку пшеница, со тоа очекуваме да се покачи цената на пшеницата. Нова средба меѓу мелничарите и производителите на пшеница е закажана за понеделник, но договори околу цената веројатно ќе нема, зашто став на министерството е дека таа треба да биде диктирана од страна на пазарот. Инаку годинава се очекуваат рекордни приноси од по 3000 килограми по хектар, односно околу 20.000 тони вкупно производство на ниво на источен регион.